Ваква е ситуацијата. Кој каде нашиот Кирил Стојанов е на пат, утринава од терен, не поздравува од Велес и во моментов ги испраќа, да речам, на шинците на јубилејната 25-та Вардарска регата, која и годинава ќе плови до Солун, 100 гости од рафтинг турите од Балканот. Кире, да не заминуваш и ти. Кажи ни да знаеме со време. Сакавме со колегата Тони да се спремаме и ние, меѓутоа имало овде протокол за тоа дека се потребни подготовки, а и пријавување на учесниците, така што ние само ќе ги испратиме учесниците на 25-та Вардарска регата. Спомна и ти учесници од повеќе места ја продолжуваат традицијата. По втор пат истата ќе патува до Солун, откако пред тоа 23 пати патуваше до Гевгелија. Меѓутоа за целата ова организација, за организацијата ова година, за историјата и за пораката која што се праќа преку ваквата манифестација, ќе зборуваме со Ангел Чегушев, организатор и капетан на регатата. 25-то издание, кажете ни како течат овогодинешните подготовки. Вака, прво добро утро до гледачите на телевизија Сител. Подготовките не се од денеска зутре, значи подготовките на регатата започнуваат со завршувањето на претходната регата. Со тоа што мора да се подготви прво, да се подготват пловните објекти, да се знае колку пловни објекти имаме, во каква состојба и дали тие се во кондиција да продолжат. Подготовката на оваа регата не е само седнете во чамецот и возете се до Солун, туку мора да се известат сите надлежни институции во Република Македонија, од Охридска капетанија, бидејќи возиме по вода, да се известат Министерството за внатрешни работи, кој што го покрива регионот на Поврдарието, и сега со меѓународното движење на регатата мора да се извести Министерството за надворешни работи на Грција и Министерството за внатрешни работи на Грција, значи влегува во други територијални води, едноставно техникалиите се многу поголем период. И договорите со нашите партнери во Грција, бидејќи имаме партнер организација во Грција која што не превзема, тоа се солунските скаути, бидејќи без партнер не може да се движиме по Грција, и на тој начин некако подготовките се 8 до 9 месеца во континуитет за да денеска се случи ова што се случува. 25-то издание, втор пат до Солун. Кажете ни за целата идеја, како се роди ова идеја, како се развиваше низ годините за да стигне до една ваква сериозна организација како што е сега? Вака, значи идејата за регатата потекнува во не од наша страна, туку потекнува од трговската приказна на гемиџиите кои што пред 122 години ја го поврзаа овој град Велес со Солун, односно многу повеќе од 1860-тите години. Дневно по 150 геми поаѓале од тука, носејки продукти од типот на сахтијан, кожија коза, која што била наменета за продажбата, за изработка на џокијскиот дел на западноевропските господи, продажбата на катранот, продажбата на шарлаганот. Тоа се производи кои што се производат на територијата на овој дел од Македонија, тутунот, виното се транспортира до Солун. Ова идеја значи е започната многу одамна, но 70-тите години група на кајакари, група на извинци започнале да авантуристички да ја работат оваа активност и на еден начин тие се виновниците кои што денеска по 25-ти пат ја работиме оваа регата. Кајакарите работат на вода, извиниците ја воделе работата на сумо, поддршката и едноставно дојдовме до ситуација да постигнеме 25 вардарски регати. Ова е единствена регата во Република Македонија која што го одбележува пред се ликот и делото на гемиџиите. До претходните 23 се завршуваше во Гевгелија, но идејата во нас вриеше да продолжиме во Солун и да го означиме ликот и делото на гемиџиите. Лани успеавме, патот полека се разгазува и ова година повторно за некаде на 21 влегуваме во Република Грција, до 24 влегуваме во Солунското пристаниште и со тоа го одбележуваме ликот и делото на гемиџиите. Бидејќи спомна дека на 24 е предвидено да стигнете, објасни ми како ќе се движи рутата, по која рута се движите и каде ќе се застанува, каде ќе бидат оние базни паузи кои ќе се прават. Проекатот 280 км на регатата е дека првата 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 280
точка за кај што запираме е воениот полигон Крилок, каде што преноќуваме. Наредниот ден од Крилок заминуваме за Демиркапија, каде што вториот базен логор е во Демиркапија, престојуваме во Демиркапија. Од Демиркапија наредниот ден продолжуваме до Марвинци. Во Марвинци по сув пат се префрламе 10 км во Евзони и тука ни е третиот логор. Од Евзони продолжуваме кон местото Акропотамис. Од местото Акропотамис продолжуваме во местото Халастра и од местото Халастра стасуваме во Солуни на Солунското пристаниште. Така да овие 5 базни логори се начинот кој што ќе одбележат Вардарската регата. Едноставно мораме да имаме места кај што и ние мораме да одмориме, возиме на низок водостој, на високи температури, голема километража. Малце оваа регата ја нарекуваме дека и малце и спартански начин на работење, затоа што 280 км е буквално веслање на раци. Не е од типот на оние фенси регати, тара и слични кои што и самата вода ги носи, дека буквално се весло на раци и треба физичка и кондициона подготовка за сите кои што учествуваат на оваа регата. Јас гледам учесници од различни градови, гледам и мои пријатели овде кои што се дојдени од Скопје. Кажете ми колку учесници ќе има и од каде се ќе учествуваат овде? Оваа регата е отворена за граѓаните на Република Македонија. Значи, порано бевме многу критикувани као сме биле затворен тип, но веќе 4 години постои онлайн апликација кој што може секој да се пријави, да ни ги опише неговите здравствени карактеристики, неговите потреби, сите потреби кои што ги очекува од регатата. Така да нова регата има гости од Скопје и меѓународниот карактер на регата го даваат гостите од Република Српска, од Брчко, рафтерска екипа и екипата од Стара Пазова, една од најаката рафтерска екипа во Србија, кој што едноставно лани со нашето учество во Брчко не веруваа дека тоа може да се случи од 280 км да се вози, дојдоа да го видат нашето искуство како тоа функционира регата на веслање на раци и веслање на подолги релации, не се оние кратки рафтинзи кои што ги прават во западноевропските или веќе нови интересни регати по Балканот. Еве, бидејќи спомна, треба да се биде спремен на рута која што е исцрпувачка, спомнати спартанска. Какви услови очекувате оваа година според она што го знаете, на што ќе наидете и каква опрема е потребна за сето? Значи, годинава според метеоролошката состојба, мислам дека ќе пловиме по не многу жешко време, некоја температура од 33 до 34, но имаме мал проблем со водата, која што имаме низок водостој, но во соработка со електрани на Република Македонија добиваме поддршка, ни пуштаат вода од акумулациите, до Крилок ќе не бутка водата од Козјак, од Крилок ќе не бутка водата од Тиквешко езеро. Така да и тој дел ни е договорен со тие институции и добиваме поддршка од таа страна. Поддршката за вода ни е многу битна, бидејќи 14 до 15 чамци ќе заплуват и мора да се весла. Најголема е првава рута до војниот полигон Криволак, некаде околу скоро 50 км. Очекуваме според оваа вода и движење на вода околу 3 до 6 км на час, некаде во вечерните часови веќе да бидеме во Криволак. Базниот логор е подигнат во Криволак, во соработка со армијата на Република Македонија и Министерството од одбрана. Они не очекуваат под мостот на влезот во Криволак, ние подигнат логорот и таму ќе преноќиме. Еве, бидејќи ги спомнавте Министерството, спомнавте на почетокот и други министерства кои што се вклучени, логистичката помош, како ќе биде организирана, медицински тимови, дали ќе ве следат, како на тој начин ќе се грижите за сите учесници на ова? Значи, како се движиме по реката Вадар, нас не прати комбе, кое што ја носи потребната опрема дополнителна за гемиџиите. Во чамците во регатата се наоѓа медицински тим од лекари, медицинска сестра, комплетно со целокупна медицинска опрема за не дај Боже нешто се случи. Така да, мислам дека ова е регата со голем физички напор и мораме големо внимание даваме на физичката способност на луѓето, затоа и ни таа онлайн апликација да ги видиме состојбите на луѓето. Мислам дека овие сите кои што учествуваат се стари гемиџи, ги знаеме нивните физички способности, ги знаеме нивните карактери, знаеме
кој како размисли и како едноставно функционира на регатата. Значи, не дека јас сум капетан на регатата. Така е. Значи, ние сите поаѓаме 40, ние сме 40 како еден. Значи, нема потреба тука функција, хиерархија. Дека треба еден да командува, да. И административно да ги води процеси. Но сепак ние сме сите едно и сите функционираме како едно тело, затоа што доколку не сме така братски поврзани на водата, не можеме да остоиме. Вардар е река која што годинава една, до година е друга, по 3 години е трета. Со Вардар и реката многу луѓе сметаат, Вардар. Вардар е многу тешка река за веслање, со многу непознати во овие години кои што сме ја возеле, сметаме дека не е иста река. Јас само сакам да напоменам и да дадам апел до државните институции да поведат сметка за еколошката состојба на реката Вардар, од причина што оваа наша река Вардар, ова е најголемата река во Македонија, крвотокот на Република Македонија, премногу е загадена, таа е веќе од 5 степен, додека во реката Аксиос или Вардар по македонски во Грција е сасвим друга река. Како со нож е пресечена. Таму нема загадување, нема еколошка катастрофа. Треба државните институции да поведат многу повеќе мерки да преземат да ја заштитат оваа река. Така некако така изгледа македонската судбина, често знаеме и она што го имаме да не знаеме да го одржуваме. Она што сакам да ве прашам, бидејќи знам дека сте големи ентузијастеве, сте и во борба за заштита на Вардар, какви се вашите идни планови за развој на регатата и за целата оваа приказна? Идните планови за развој на оваа вардарска регата. Сега се отвори терен и нова приказна од причина што држава формираше Министерство за култура и туризам. Се надам дека тој сегмент туризам ќе ни даде поддршка во организирањето првично и примарно на Вардарска регата Гемиџи, но ќе направиме и неколку мали тури на регати од типот на Таорска клисура до Велес, од Велес до Градско, од Велес до Демиркапија, каде што ние би прифатиле туристи кои што се заинтересирани да ја гледаат реката Вардар. Бидејќи реката Вардар да ја гледате од автопат и да ја гледате одвнатре е многу различна. Јас сум убеден дека 5% од граѓаните на Република Македонија немаат влезено во Демиркапијска клисура, прекрасно место. Во Таорска клисура, прекрасно место. Значи ние не знаеме да си ја продадеме приказната пред странците и да го развиваме тој тип на туризам, овој тип рафтинг туризам кој што во опкружувањето наше максимално добро го разработено и максимално се стопанисува. Не сакам ја да бидам сватен дека треба ние да спечалиме пари како организатор, но сакаме треба и тоа. Меѓу другото да Македонија да е запознат и по тој дел дека располага со прекрасни места за ваков тип на воден туризам. Охрите дојде преспа. Новој вардарскиот туризам и делегатскиот туризам е многу интересен. Ние преку оваа регата сме сопани да го развиеме и вардарскиот и винскиот регион, бидејќи по текот на реката Вардар има премногу винари и премногу може да се вклучат и винариите во нивната промоција во она што го радат. Угостителството, винариите преку нас може да премногу да добијат и да привлечат дополнителни гости. Јас верувам дека кога ја развивте регатава до овој степен дека ќе го направите и ова, ви посакувам многу успех оваа година. Ние остануваме тука да го проследиме и вашето тргнување. Ви благодарам. Јас ви благодарам за можноста да и на гледачите на телевизија Сител го презентираме ова што го правиме и телевизија Сител не е прв пат тука, неколку пати не поддржувала и во старите регати и голема благодарност до менеджментот на Сител што го правила за нас. Така, ви благодарам. Тоа е и од одговорноста на медиумот да промовира добри работи кои што се за добри на државата, за сите нас. Слушнавме многу повеќе за организацијата, за историјата. Ние со Тони Маневски остануваме овде да го проследиме и да ги проследиме и подготовките. Најавам уште едно вклучување после 8 часот со учесниците кои што ќе бидат дел од ова регата. Само за крај сакам да го поздравам диџејот позади мене кој што приреди одлична атмосфера со изборот на музиките. Елена Иван, доколку немате дополнително прашање, ова било се за ова прво вклучување овде. Јас да ве поздравам и тебе и Тони Маневски и да ви кажам дека ни овозможивте една прекрасна гледка да имаме. Видивам колку е убаво и со куќите кои што се надвиснуваат и претпоставувам тука и покрај река, на вистина уживате. Еве во моментов и авион поминува. Ете така, Кирил, те очекуваме